убавна мајка. Ги ме послушаш нешто? Секогаш те слушам. Ама, ова сега што ќе те заповедам, досега никогаш не сум те заповедала. Кажи, мајко, ќе те послушам. Ќе ме послушаш. Ама, ќе ме послушаш, ова што ќе те заповедам да го направиш. За ова работа никому ништо не смееш да кажеш. Ме разбра? Толку ли е страшно, мајко? Не е страшно. Да, страшно. Не е страшно. Не е страшно ако никој не те види. А ако те видат, дака ќе направиш. Ќе отидеш кај соседите. Ќе влезеш од задната страна. Никој да не те види. Ќе го најдеш седалото кај што кокошките несат јајца. Ќе земеш некое јајценце, па ќе си направиме една убава вечера. Па ќе си се наручаме едно сладко и убаво. Видува? Мајко, се плашам. Ау, се плашеш. Зошто да се плашиш, не е ништо страшно. Па и тоа е занает, и тоа го прават луѓето. Па тоа земи си ти, зошто јас? Еми, затоа што ако те фатат тебе, ти се малечок и нема да биде толку срамота и нема толку... нема да те судат, затоа. Јас сум голема и затоа ќе ме послушаш. Ајде, отиде и земи, убавна мајка. Ама се плашам. О, се плаши. Се плашиш. Па да знаеш, ако не отидеш, ќе ти се налутам. Добро, мајко, ќе одам. Ќе одиш? Ајде. Ајде. Кумрав од страв. Ау! Зошто? Видео ти не е ништо страшно? Страшно е. Ој. Не сакам повеќе. Што? Страшно и не сакам повеќе. Не сакаш повеќе? Море, кога ќе си се најадиме сега едно убаво, ќе просакаш. Ќе ти посака душичката после, ајде малку грозјенце да си земам, па тиквичка, па јаболчиња, па меце, па коковче. Не сакам повеќе. Море, не сакаш? Ке сакаш, море, знаеш како ќе просакаш. Еве, мајко, погледни и кажи каков син си изгледа. Да си ми жив и здрав, синко. Го изучи занаетот над занаетите. Кажи, од каде? Од кого? Кажу. Мајко, најарно ќе биде да не знаеш од каде и од кого и за тебе и за мене. Умена мајка тој, како знае што треба да се знае, а што не треба и така е, не треба да знам. Какво сум
Ако ме поразпрашаат малку појќе, може душата во грев да си ја клам. Ама, многу сакам да знам од каде се, само ова да ми кажеш, од нашево место или од отстрана? Овие се отстрана. Ќе има и од нашево место? Ќе има. Ќе има, мајко, јас да сум жив и здрав, ќе има. Ајде да си ми жив и здрав. Дај сега нешто да јадам. Ќе ти даде мајка. Најубава вечера ќе ти донесам. Знаеше дека вака на местото ќе умрев. Синко, мајки, вака ги правиш тие работи, вака. Добро, каде си досега? Зошто те немаше толку? Ама веќе ќе умрев. На мисла ме клаваш. Останав со другарите малку. Кога одиш по ваква работа, не се останува со другарите, ќе си дојдеш прво дома, да се видиме, да се разбереме, после ќе си одиш кај другарите. Чекај малку, мајко. Па нели ти кога бев малечок ми велеше дека не треба да се плашам, дека нема од што да се плашам, дека не е страшно. А сега ти се плашиш. Нема од што да се плашиш. Донесе ли нешто, кажи? Мајко, кога сум отишол јас, да не донесам ништо? Нели кога ќе тргнеш по работа, треба да ја завршиш работата? Не така е. Така е уменна мајка, да видам. Да видам. Леле. Леле. Ај. Суво, злато, бисери од знам, да не прашувам од каде. И да не прашуваш. Да не прашувам. И да не прашуваш, оти другарите во мејаната почна да се сомневаат. Се сомневаат, мајко, се сомневаат во мене. Од каде ми е ова? Те прашуваат? Да. И што велат? Што велат? Велат од каде ти е, ништо не работиш, а многу имаш, многу трошиш. И ти што им рече? Јас ги лажев, им велам од татка, од деда, од ваму, од таму, ама ништо. Не фаќа место, а? Не веруваат. Не веруваат. Еми сега подзапри малку, синко. Веќе подзапри? Подзапри, оти. Не знам, ти треба да си знаеш таа работа. Јас ти го дадов занаето, а сега како ќе го работиш ти? Ти си знаеш, не е мој. Твојата глава в торба ја главаш. Да ти донесам да каснеш нешто? Не. Јадел во мејаната, не. Ете, јадел во мејаната. Јадел во мејаната, после ќе те прашуваат, како нема да те прашуваат, зошто арчиш таму, да те гледаат, да се чудат од каде му се пари по мејани да јаде. Треба дома да се дојдеш. Добро. Туку слушај ме. Уште малку да поседиме овдека, да се собереме парталите и да одиме да живееме на друго место.
Добар ден. Добар ден. Повели? Влези, седни. Јас човеко тебе не те познавам, а не знам дали ти мене ме знаеш. Може би пак син ми те знае. Абе, го знам, сум го видел, ама не го познавам. Што сакаш, пријателе? Сакам во мигот да појдеш со мене, ќе те водам кај судникот. Кај судникот? Мене да ме водиш кај судникот? Оти да ме водиш, што сум направил да ме водиш мене кај судникот? Биди мирен и не тропај толку. Биди умен и тргни со мене, оти надвор чекаат джандарите. Ако те водат тие, ќе ти се смее светот. А судијата е умен човек и не сака да те резили пред светот, се додека не дознае дека си ти тој што го бара толку време. Затоа, ајде пред мене. Добро, ќе дојдам. Ич да немаш гајле, мајко, веднаш ќе се вратам. Судникот. Не. Ја нема таа сила што ќе ме натера да ги признам тие работи. Добро да не речиш, јас можам веднаш на бесилка те клавам, ама да не речиш дека ете не судам кој што треба, затоа уште еднаш сакам доказ да видам. Како сакаш, само да знаеш дека јас никому ништо лошо не сум стоил. А толкова сведоци што се изредија тука и сите тебе те посочија што луѓе лажат, а? Лажат? Немој така да зборуваш, момче, уште потешка казна ќе те чека од таа што мислам да ти ја дам. А ќе ти ја дам најстрогата казна. Само чекам да дојде човекот да донеси од доказите. Еве, судниче, тоа го најдовме, а колку има не знаеме, ќе бараме уште. Не треба. И ова е доволно да му пресудам најстрого, да го обесам. Така, земи го, води го на бесилка. Чекайте. Само едно нешто сакам да кажам. Ако може, да ја донесете мајка ми, да се проспам со неја. Оти јас вината, добро си ја признавам. Виновен сум и не барам прошка. Само да ја донесете мајка ми да се простам со неја. Добро, лели ти е последна желба да ти ја исполним, ама каде е мајка? Тука е. Тука е? Дојде со нас, сега ќе ја донесе. Доведи ја. Ела, мајко, да се простиме. Оти на бесилка ќе одам. Како? Така. Како така на бесилка? Ела да се простиме, мајко. Ела да се простиме! Пушано! Шушти ме! Чакайте ме! Што направите ме? Пушти ме јазикот да ја го откорнам. Тој јазик што ме тераше да крадам, што ме учеше да крадам. И велев дека не е убаво, дека ми е страх, дека се плашам. А таа ме тераше да ги правам сите овие работи. Пуштете ме да го откорнам тој поган јазик, па потоа на бесилка носете ме. Оти мене вака не ми се живее. Стојте! Седите тука. Седи. Демек така е работата. Неа ќе ја носиш на бесилка. Чуки таа ја заслужи бесилката. Така ли го учеше Мори, а? Така ли му велеше Мори, а? Или молчиш? Така е. Детево има право. Не е тоа за бесилка, туку ти со тој поган јазик што си го учела да ги прави овие работи. Ти, дете, ќе одиш тоа време зандана, колку да платиш за штетата што им ја нанесе на луѓево. А тебе ќе те обесиме. Нема аман. За да не можеш појќе со тој поган јазик на вакви лоши работи да учиш други.
Води ја! Ајде. Јас сум судник. Криво седам, ама право судам. Thank you.